Здраво, добродојавте во уште едно видео, каде што ова видео ќе ги разгледаме главните форми во кои може да се најде ДНА и некои алтернативни форми. Сега, ние ја разгледавме структурата на ДНА, дека е двоен хеликс, но таа структура која најчесто ја презентираме на слики е Б структура на ДНА. Сега, не дека постои различна ДНА кај различни организми, него всушност имаме три различни форми структурни во кои може да се најде ДНА. И тие се наречени А, Б и Z форма на ДНА. И тие се главните. Сега, ова тука нема што главно да објаснувам, едноставно, например, имаш ДНА и сега си иде како што е Б формата, иде како што е Б формата, и сега во одредено место поради различни физичко-хемиски карактеристики во кои ние нема навлегуваме, но тоа се е пресметано, видено како е анализирано и така натаму, преминува во така наречена А структура. И сега прилично е слична, но да речеме дека е малку различна, ќе видиме сега на слики како е. И потоа, например, од таа преминува сега во Z структура, ова вака Z, каде што на некој начин пак ќе се испреврти и сега ќе се врти на спротивната страна, на левата. Значи сакам да кажам дека постојат различни структурни форми на ДНА, значи може биде во Б форма која е најчеста, значи најчесто е така, но при дадени услови, дадени секвенци од ДНА може да се наоѓа во А форма, а некаде може да се наоѓа во З форма. Сега кај некои организми може да има повеќе З, може да има повеќе Б и така натаму. Сега ќе разгледаме некои општи карактеристики, ќе видиме ова со слики како ќе изгледа. Значи, вака идеме првично тука сликава. Каде што гледаме, ова тука лево е А форма, ова средина е Б форма, да земе со сина боја, и ова најдесно е Z форма. Сега, вака ги гледате сликите, прилично изгледат исто, но кој што може да видите има некои разлики. Сега дека ова е постојано со моделчиња некој. Добро, ајде сега да преминеме на табелата, значи ќе ја видиме и сликата доле, но да видиме некои општи карактеристики. Значи, диаметар на двојниот хеликс, видовме ние кај Б дека беше 2 нанометра, додека кај ZDNA е 1,8, кај ADNA е 2,3, така што има некои разлики. Сега број на базни парови во едноцелосно завртување, видовме во минатото видео, сам направив една грешка, би требало да поправам со едно прозорче кој ќе искочи, каде што реков дека едно завртување е 34 нанометри, всушност има грешка во сликата која постирав, е 3,4 нанометри. Сега должината на еден базен пар рековме дека е 0,34 нанометри, и поради тоа дека има приближно 10 базни пара во едно завртување, односно 10,5, и тоа беше кај БДНА, односно таа која е најчеста, додека можеме да видиме дека кај различни форми на ДНА, бидејќи е различна должината на едно целосно завртување и различно е растојанието помеѓу базните парови, имаме овдека, например, кај ADN 11, кај ZDNA имаме 12. Еве должина на едно завртување, 2,5, 3,4, значи во минатото видео имам грешка, тука нема заприка стајано, затоа е таа грешка, кај ZDNA е 4,5. И сега една од најважните работи, свртување на хеликсот, кога го гледаме од горе надоле. Сега некој ќе праша која страна е горе. Горе е 5' крајот. Значи 5' крајот е горе. И сега кога го гледаме од горе надоле, добро, усвари не прави разлика тоа 5', 3', зашто и двата краја зашто снимаат 5' и 3', така и одека имаме 3', 5'. Така што не прави разлика како ќе ја речеш, но всушност не прави ни разлика дали ќе речеш од горе или доле, бидејќи да речеме ако имаме вака, и сега оваа, да речеме дека се врти кон десно, и вака завршува. Без разлика од кај да гледаш и од доле, значи од доле да го свртиш вака горе, значи целото ДНА да свртиш, и пак кога ќе го гледаш надоле, ќе се врти кон десно. Сега, тоа е важно, односно важно е дека А и Б формата се вртат кон десно, додека Z формата се врти кон лево. Сега ти можеш да речеш дека А и Б се вртат и кон лево, ама тогаш кога Z ќе се врти и кон десно. Важното е тоа дека Z ДНА, ZDNA се врти обратно од Б и А. Добро. Друго што треба да видиме е, например, слика како тоа изгледа, и ова е убава слика, бидејќи некојаш и мене ми е тешко да визуализирам ДНА, бидејќи си ги замислам сите овие форми истовремено. Така, значи оваа Б формата е таа која е најзастапена. Значи гледам, имаме едниот хеликс, вака врти, тука врти,
Така, иде и овој со сина боја ќе обележам виолетова боја другиот. Исто имаме А, така е, А, вака изгледа, или пак Z. Ама ја најчесто кога си замислам DNA, си ги замислам сите овие модели на изменич. И не се занимавам со тоа како изгледа DNA, немам 3D модел кај мене у соба, па да правам разлики помеѓу нив. Така што ова не е и до толку битно, едноставно се знае дека постојат различни форми и некои нивни карактеристики. Иначе вака визуелно е понекогаш тешко да се представате, пак тука имаме некои слики, А, Б, З. И така, значи тоа е главниот дел за главните форми на ДНА. Сега ќе преминеме и ќе збориме за некои алтернативни форми на ДНА. Сега, алтернативните форми на ДНА се всушност, вака, првата е крстовидна ДНА, која се јавува баш поради овие палиндромски секвенции. Сега палиндромски секвенции се секвенции кои се читаат исто. Сега, ајде добро, пред да давам објаснување, некој ќе се рече добро, не се исти. Така, ова е А, Т, А, Т, Ц, Г, додека оваа другата е Г, Ц, Т, А, Т, А. Сосема се различни, така. Но всушност поради тоа што ДНА секогаш идат спротивно веригите, така, ако ова иде 5' кон 3', ова иде од тука 5' кон 3'. Така што, всушност овие две секвенции, значи оваа со оваа овдека, се всушност истата секвенца. Да речеме оваа виолетова ја напишеме како што би ја оваа протоколата ја прочитавме 5' кон 3', така. Сега виолетовата, бидејќи ние сега кога ја читавме, ја прочитавме 3' кон 5', да прочитаме 5' кон 3'. Така, ако ставиме 5' кон 3', тоа ќе дојде А, Т, А, Т, С, така, тето го направам по-големо, Г. Така, дека ќе ставам 3, што е исто, дека со црвена боја, значи ова сега е исто со ова горе што го добивме, ако го читаме во истата насока. Бидејќи веригите идат обратно. Така што ако двете вериги ги читаме во иста насока, 5' кон 3' за едната и 5' кон 3' за другата, секвенциите би биле исти. И кај вакви палиндромски секвенции, интересно е дека се создаваат вакви крстовидни ДНА структури, значи како што си е ДНА се прави вака како едно ко изданување, и вие се смета дека се важни за поврзување со некои протеини и така натаму. Што е крстовидната? Сега оваа триплекс ДНА, или исто така наречена Х ДНА, се формира каде што имаме некои вериги, каде што имаат каде што има едната верига, например оваа верига, е полна со пурински при што другата мора да е со пиримидински. Да земам сина боја, зашто не се гледа иначе. Другата мора да е со пиримидински. Зашто едната ако е со пурински, другата мора да е со пиримидински. Сега, ако ги имаме таков цел сегмент од ДНА, каде што е целиот со еден вид на база, например, како што иде ДНА, имаш едната верига и другата верига, и сега, например, оваа верига е целата Г, А, Г, значи сите се пурински бази. Додека оваа целата ќе биде Ц, Т, и така натаму. Значи оваа целата ќе биде со пиримидински бази. И на овие места може да се јави така наречена триплекс ДНА, односно ХДНА, и ова не се спарува по начин на Вотсон-Криково спарување, него има така наречено Хокстеново спарување по човекот кој открил овој вид на ДНА. И последната е квадриплекс ДНА или наречена Г тетраплекс ДНА, односно ГДНА. Поточно е Г тетраплекс, ама ајде ќе речеме дека е само ГДНА. И ова е исто, како што реков, наречена квадриплекс, каде што се образува друг вид на сврзување, кога некогаш имаме премногу гуанозидни повторувања едно по едно. Најчесто тоа што се јавувате. Сега, за овие видеои на алтернативни форми на ДНА, нормално на интернет има многу повеќе, јас само ги спомнувам, колку да знаете дека постојат, и тоа беше најглавното. Значи, спомнавме дека има А, Б и З форми на ДНА, и дека алтернативните форми се крстовидна, која настанува поради палиндромски секвенции, ХДН, односно триплекс ДНА, каде што имаме полиурински и полипуримидински сегменти, и ГДНА, каде што имаме многу гуанозидни остатоци, затоа Г.
Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео.